Пожарникарите се храбри луѓе кои се борат со пожари опасни по нашите животи, имоти и околина. Да се биде пожарникар е професија која бара долги години вежбање и учење за да се биде ефикасен во својата професија. Должноста на пожарникарите е да ги спасат пред се животите на луѓето, но и на животните. Пожарникарите се први кои им помагаат на загрозените, тие се носители на многу важни одлуки. Оганот може да се расшири многу брзо, но со модерните противпожарни техники, катастрофите често се избегнуваат. Пожарникарите може да ни помогнат и кога немаме пожар, односно при големи евакуации, спасување, саобраќајни незгоди или помош при природни катастрофи. Ние бевме во посета на храбри пожарникари и еве што дознавме. Чичко пожарникар, што е пожарникар? Пожарникар е човек кој гаси пожари и спасува загрозени луѓе и материјални добра. Пожарникар се станува така што уште во училиштето децата се запишуваат во доброволни противпожарни друштва и со текот на времето учат и стануваат пожарникари. Како настанува пожар? Па пожар скоро секогаш настанува од невнимание, значи деца повеќето пати децата го предизвикуваат пожарот кога се играат со запалки, со кибрити или ги палат да речеме шпоретот или нешто, некој апарат дома без знаење на родителите. Тогаш настануваат пожари, значи треба да се внимава да не се игра со запалки, со кибрити и да не се вклучат шпорет или нешто друго, греалка или нешто друго без знаење на родителите. Чичко пожарникар, што да правиме кога има пожар? Значи, кога има пожар, најдобро е за децата, мислам, да се оддалечат од местото, да ги известат родителите или повозрастните и по можност да го знаат бројот 193 и да им укажат на постарите за да ги викнеат пожарникарите. Што не смееме да гориме? Па не смее да се запалат, да речеме, хартија или отпадоци што се надвор во природа, или суви лисја не смее да се запалат, сува трева. Така да треба да се внимава и ако се види негде, ако се приметува негде дека гори, треба веднаш да се јави на повозрастните или по можност во бригадата за заштита од пожар. Чичко пожарникар, зошто пуштате сирена? Сирената ја пуштаме затоа што тоа е знак дека некој е загрозен или има некаде пожар. Кога се слуша сирената, претежно децата се возат во задните седишта и можат да видат дека од позади иде противпожарно возило, значи треба да ги известат родителите да го пуштаат патот за да може што побрзо противпожарното возило да стигне на местото на пожар. Може ли да ве викнеме за нешто друго кога нема пожар? Секако дека може да не викнете, можете да не викнете во училиштата за да ви предаваме, да ви објасниме за пожарите. Можете да не викнете кога имате некоја манифестација, да учествуваме и ние. Можете да не викнете да се дружиме или да дојдете кај нас, па да не видите како ние работиме, да ве запознаеме со професијата пожарникар. Значи има многу можности да не викнете или во случај некој од вашите куќни љубимци, така да речам, ако е загрозен или некаде ви го нема, може да не повикате и да ви помогнеме да го најдете.